Да велам добар ден уште еднаш, како што најави во централниот дневник, темата ќе биде вчерашната трагедија што се случи во Скопски Карпош. Во студиото имаме Весна Матевска од Хера. Весна, ти благодарам што ја прифати мојата покана да зборуваме за оваа чувствителна тема и да не ги објасниш последиците или системското потфрлање што неколку пати ни се случува во многу краток период. Благодарност за одвоеното време и давањето на значење на оваа важна тема. Жал ми е што ова е шести случај оваа година од кога сме започнати, за кој што дискутираме во однос на пропустите, системските пропусти, кои што ги оставаат жртвите на семејно и родово засновано наследство без соодветна поддршка. Кога ќе кажеме пропусти, на што прво мислиме? Што е асоциација за пропуст во еден ваков случај? Пропусти на системот. Што е она што не е направено, како не е спречено, како не е превенирано да стигне до ситуација да биде фемицид или самоубиство. Видовме од изјавата која што имаше министерот Тошковски дека станува збор за лице кое што 10 пати било пријавувано. Така барем излезе или како тоа што кажа министерот, така. Доколку тоа е така, ние сме за жалење. Имаме мултисекторски протоколи, имаме систем кој што треба да нуди заштита, во која што се вели секоја пријава во полиција или во центар за социјална работа институционално и системски треба веднаш да биде процесуирана и да понуди заштита на самите жртви. Ако ние го имаме случајот дека 10 пати лицето е пријавувано, прашањето е, и тоа е она кое што треба да се види или во самата истрага, каде потврлил системот? Како во полиција пријавата докрај не е процесуирана или е процесуирана и е одговорено соодветно? Ако е заведена претходните анализи кои што ги имавме на фемициди кои што се случиле, покажуваат дека ако во полиција дојде случај и е заведен како поплака, согласно мултисекторскиот протокол не се постапува, затоа што за да биде заштитена жртвата треба да се заведе случајот како пријава за семејно насилство. Многу важно. Тоа ја прашуваат тоа прашање жртвата дали е пријава или е поплака? Или како се става такво кога жртвата ќе дојде, улогата на професионалците во полиција, во центар за социјална работа е да направат проценка на ризикот и безбедноста. Добро. Дали е високоризичен случај, нискоризичен, во секој случај, кога ќе дојде и ќе каже дека е жртва на семејно насилство. Затоа што жртвите во таква ситуација кога одат да пријават не викаат дојдов да се поплачам, го кажуваат случајот. И самите полицајци треба да го препознаат дека станува збор за семејно насилство и така да го идентификуваат и така да го заведат, затоа што при самото заведување, при самата пријава како семејно насилство има можност да се покренат сите мерки понатаму за заштита согласно мултисекторскиот протокол кој што веќе го споменав. Забрана да се приближува, забрана да ја контактира, дополнително задолжителен третман доколку е корисник на алкохол или психотропни супстанции. Задолжителен третман во програма за работа со сторители на семејно и родово засновано насилство. И кој го контролира тоа што го наброивте сега? Дали тоа го почитува или не? Полицијата е таа која што треба секако да ги следи мерките дали се спроведуваат. Меѓутоа, задолжително, соодветно и на мултисекторскиот протокол, соодветно и на заштитата која треба да биде понудена, особено кога и во случајот имаме и дете, центарот мора да биде информиран и известен од страна на полицијата. Ако жртвата дојде во центар за социјална во центар за социјална работа, центарот за социјална работа контактира и треба да го информира Министерството, односно полицијата, надлежното, во која што, нели, треба да се следат понатаму мерките. Но, ако дојде во полиција, повторно, Центар за социјална работа. Тоа е спрега која што мора да оди брзо, тоа е спрега која што мора да оди во континуитет и да се следи. Она кое што сега го дискутираме, се пропусти во делот, веројатно, ако има 10 пријави, на кои што не е изреагирано, не една, натрешната не контрола, не натрешната истрага треба да покаже, значи, кој, ако треба и со име и со презиме, значи да се
каже кој е тој кој што го направил овој пропуст. Можно некој да го штити. Така? Не би шпекулирала, значи така во истрагата секако треба сето тоа да го покаже. Меѓутоа, системски пропуст и одговорност, но и во ситуација кога ќе се најде и без да обвинуваме никого тука, какви се процедурите, каква е координацијата помеѓу Центарот за социјални работи и Министерството за внатрешни? Како тие координираат и како тие ги делат одговорностите и задачите кои што ги имаат во ваков случај? Проценка на ризик е нешто кое што задолжително треба да биде направено. Од страна на полиција, од страна на Центар за социјална работа. Кога жртвата доаѓа, без разлика, како што кажав, која е влезната врата, проценката на ризик мора да биде направена и веднаш да се види да се побараат мерки за заштита, кои што веќе ги спомнав. Забрана за приближување, забрана за контактирање, задолжителен третман, лекување по однос на алкохол, психотропни супстанции, доколку е адекватен секако и третманот за психосоцијален третман на сторителите. Ако е заведено како поплака, добива информација таква жртвата дека е заведена нејзината пријава како поплака? Не, можам да кажам од пракса што се случува во делот ако жртва дојде кај нас како лиценциран давател на советувалишни услуги, со решение и упатница во случај кога има потреба од советување се упатува за да жртвите добијат советувалишна услуга и поддршка во случај на семејно и родово засновано насилство, а сторителите може да бидат препратени од страна на Центарот за социјална работа или од страна на пробацијските тимови кога станува збор за судска пресуда. Значи во законот има можност да се упати сторителот на задолжителен третман за семејно насилство. Овој тип на информации и мерки се даваат од страна на Центарот кога ќе дојдат, ние ги знаеме дека веќе се влезени во системот. Во друга ситуација, доколку жртвите само иницијативно се јават и побараат помош и поддршка, она кое што е задолжително и кај нас како Здружение на граѓани проценка на ризик се прави и се мотивира и се работи во случај да се пријави во Центар за социјална работа или за полиција за да може да се покрене целиот систем. Доколку дојде, а имаме такви случаи од пракса, и не каже дека била во полициска станица, се обидела да го пријави случајот и потоа ништо не е направено, дискутираме во однос на тоа дека може да се побара проверка како е регистриран случајот. И се случува да добиеме информација дека не е регистриран како семејно насилство, туку е поплака. Значи првата инстанца, регистрација на случајот, именување соодветно на случајот како семејно насилство е пропуштен. Работиме на мотивација за и не може повторно да пријави или може? Може и се случува да за тоа е потребна некогаш и придружба. Одиме во придружба и прашуваме и внимаваме и едуцираме дека случајот треба да биде заведен адекватно како семејно насилство за да може да се покренат сите овие мерки. Имаме случај исто така кој што доаѓа жртвата, се обидела да пријави, информацијата завршила кај сторителот. Таа не е охрабрена повторно да отиде, дека ме знаат, ќе биде пренесена понатака. И тука исто така се работи многу на повторна мотивација за да влезе. Пропусти, она кој што ме прашавте претходно, пропусти исто така може да се јават во случај ако жртвата го пријавила, случајот е адекватно регистриран, системот се покренува, се бараат мерки за заштита, но во одреден момент жртвата се повлекува. По таква ситуација ја повлекува и тужбата, односно пријавата. Ја повлекува и пријавата. Тоа е најчесто од закани? Тоа е заради закани, тоа е заради тоа што нема каде да оди, тоа е заради тоа што понекогаш може да се случи лажна надеж. Сакаме да се обидеме или добила совет во најдобар интерес на децата, дека можеби. Значи има мал милион причини поради кои што жртвата во ситуацијата може да се предомисли, но најчесто тоа е или заради недоверба во системот, недобивање на заштита или заради децата. Ако таа жртва повторно се охрабри да отиде да го пријави случајот, се случува за жал исто да дојде до неадекватен одговор. Предпоставката
Еднаш го пријави, се предомисли, сите ние се покренавме да нешто направиме, ништо не се смени и сега ќе се предомисли. Клучно. 2 пати, 3 пати, 5 пати. Кога ќе дојде, ќе пријави и ќе се повлече. Секогаш одговорот и заштитата мора да биде адекватен, секогаш одговорот и заштитата од страна на институциите мора да биде како прв пат да пријавува. Да не очекува дека повторно ќе се откаже. И да се откаже нашата залога. Да, тоа е нејзино право, меѓутоа на секоја пријава мора да се действува, тоа сака да кажете. Мора да се действува и мора да се действува согласно протоколите кои што велат проценка на ризик, мерки за заштита, поддршка, третман. Колку тука детето е во опасност? Децата се секогаш жртви. Не мора да има директно насилство да бидат удрени од страна на сторителот кој што најчесто го прави насилството кон жената, можеби. Но самото сведочење на насилството, самото присуство во средина во која што има семејно насилство, значи и насилство кон децата. Го сведочат, го живеат акциите, стравовите, реакциите, некогаш и повлекување, некогаш агресија. Секој однесување на детето во таа средина има последица, има дополнително влијание, значи самото насилство. Децата се секогаш жртви. И тоа кој што треба да го имаме предвид, секогаш кога се работи со жените жртви на семејно или на родово заснувано насилство, да се праша, да се провери и да се понуди поддршка и на децата. Затоа што трансгенерацијски исто така принос на насилство е нешто кој што е познато, затоа што дополнително траумата како траума предизвикува последици како кај жртвите, така и кај децата. Истрагата дополнително ќе открие зошто во ова самоубиство било земено и детето со мајката. Вакво искуство јас не знам. Не знам за вас, ама на што се должи тој потек, навистина ми е нејасно. Не би сакала да го коментирам овој дел, затоа што некако сакам да оставам на транспарентна истрага. Затоа реков вајде ќе отвори, се надевам дека ќе ги отвори овие прашања, ќе имаме одговори која е причината да се земе и детето со себе. Во најдобар интерес на целата истрага, верувам во транспарентност на истата и нели како Сдружение на граѓани, како мрежа, исто така имаше упатено конкретни барања меѓу кои што беше нели транспарентност на израгата, барање на одговорност од страна на институциите, согледување на пропустите, така да не би ги коментирала. Како правило во една ваква ситуација, медиумите, барем оној каде што работам во моментов, не се објавуваат самоубиства. Меѓутоа, ово е нешто друго. Затоа и сакав да го покренам ова прашање. Не бараме тука сензационалност, не бараме гледаност, кликови, бараме одговори и на крајот решение. Ме радува што го споделивте вашето искуство, затоа што тоа е позитивно искуство и така треба да се одговара. Значи, позади ваков тип на настани не треба да има сензационализам и медиумите се тие кои што дополнително придонесуваат кон превенцијата на ваквите случаи. Меѓутоа, уште една моја констатација, имавме многу шпекулации, имавме многу несоодветни видеа. По порталите видов неколку, дека се подготвував за разговор, видов видеа, видов некои текстови кои што не беа соодветни. Тоа нека им служи на чест, меѓутоа зборуваме за она што може да го видат и многу помали генерации од нас и да го протолкуваат многу поразлично. Децата сега имаат све достапно и може да прочитаат работи кои што не се за нив. Каква едукација треба сега за едно ментално здравје? Едукацијата за менталното здравје и превенцијата од насилство е нешто што во континуитет треба да се работи. Што е она кое што го имаме како систем?
немаме сервиси, значи кои што се достапни и пристапни за сите. Треба многу повеќе да работиме во рамки на училиштата. Училиштата се местата каде што меѓу другото, освен едукација за наставните програми кои што се задолжителни, треба да има и подршка и едукација во делот на грижа за менталното здравје. Во препознавањето на знаците за семејно и родово засновано насилство. Во делот на едукација каде да се пријави кога имаме сомнеш за насилство. Меѓутоа и поттикнување да гласно се зборува во делот на превенција од насилство и нула толеранција кон сите видови на насилство. Пораките кои што во училиштето ги имаме, истите се тие кои што треба да бидат и во домашната средина, по начинот на воспитувањето. Ако ние како родители во случај на незадоволство, несогласување со другарче, велиме ако другарчето те навреди или те потчукне, врати му и одбрани се, придонесуваме кон зголемување на случаите и на врсничко насилство, меѓутоа генерално и на насилство помеѓу младите. Затоа и во делот на она што ние како родители, како општество треба да работиме, да внимаваме какви пораки праќаме до децата и дали на вистина тоа што го кажуваме и го покажуваме како делуваме во нашето обкружување, каков пример даваме во ситуација кога имаме несогласување и дали проблемите ги решаваме со насилство. Како може да се направи проценка на ризик? Па и институциите, па и ние самите. Проценка на ризик мислите во делот на насилството. На насилството. Ако во алатка за проценка на ризик, ако се враќаме на делот на центрите за социјална центрите за социјална работа и полиција. Алатка за проценка на ризик е ништо кое социјалните работници, психолозите, полицијата го имаат и е задолжителен проследен документ заедно со мултисекторскиот протокол. Во него јасно стои што треба да се провери. Дали живеат заедно, дали има каде да оди, дали сторителот поседува оружје. Ова се само дел од прашањата кои што ги нафрлам. Дали се случува прв пат? Дали претходно имало пријави? Дали има дете, нема дете? Има ли каде да оди ако треба да го промени местото на живење? Има ли потреба од дополнително заштита за солниште кој што ќе биде понудено, за да може безбедно да биде сместена и да ѝ се даде подршка во следниот период? Прашањата кои што се поврзани со проценка на ризикот, меѓу другото, јасно кажуваат кога случајот е со висок ризик, кога случајот е со низок ризик и тоа меѓу другото значи побрза интервентна постапка. Ако е нешто кое што се случило некогаш порано, но не било толку интензивно, било психолошко насилство, можеби не е толку голем ризик. Меѓутоа, ако е нешто кое што вчера се случило, денес се случило, имаме поседување на оружје, имаме дополнително закани по живот на жената, на незиното семејство, тоа и како вришти дека станува збор за случај кој што треба да се реагира веднаш и постои висок ризик. Ако ја демне, ако ја проверува и додека е во полициска станица, е тука и се заканува, дури можеби и пред полицајци, сме имали такви случаи, и како треба да ни е црвено знаменце, кој што значи брза реакција. Значи, порталите веќе ја осудија. Тоа е трагедијата. Тоа е трагедијата која што ја имаме многу често. Се извинувам, ама веднаш некако упаднав и во збор. За жал, случаите се префрлаа дека одговорноста и вината е кај жртвата. Сама си го барала за тоа што го провоцирала, за тоа што шетала одела, имала несоодветно однесување, за тоа што не била добра мајка, за тоа што не го напуштила. Прашањата од типот на зошто не го напуштила се исто така фрлање на вина кон жртвата. Зошто не го напуштила е апсолутно нешто за кое што не сме ни професионалците, нити општата јавност да го коментираат и истражуваат дополнително. Сите потврламе во ваквиот. Да го пријави и полицијата и институциите да дадат заштита и соодветно да одговорат. Да. Меѓу другото, префрлањето на одговорноста на жртвата значи потенцирање на нефункционалноста на системите и дополнително на нашата одговорност. Ние имаме одговорности како соседи, не знам дали во тој дел јавноста е запознаена.
Ако слушаме дека нешто се случува во нашето соседство, во станот на нас, пред мало, ние имаме обврска да тоа го пријавиме. А најчесто е нивна работа, е така? Најчесто е дека тоа е семејна работа, дека Да тоа не е се семејна мешаме. караница, да не се мешаме. Пријавите од тој тип исто така ќе се замерам. Фини луѓе се, па добро, на секој може да му се случи. Ако во континуитет слушаме, сведочиме и не даваме подршка, сите ние сме соучесници во тоа. Законски обврска е да се пријави и во случај кога имаме дури и во соседството. Сомнеш, не зборувам за потврда за семејно наследство, кој е потврдено, веќе знаеме дека е потврдено и може да се прашуваме дали има одредена заштита, подршка, па тука да се понудиме како добри соседи. Меѓутоа, обвинувањата дека нешто со незе исто може не било во ред, па зошто не била добра мајка, па ако она речела сама нешто да си направи, зошто детето, значи сето тоа е несоодветно. Допрва ќе излегуваат и спекулации, и што било и како било, меѓутоа ќе мораме да се задржиме на оние официјални податоци од истрагите од релевантните институции. Да. Зборувам генерално за случаите кои што во пракса сме ги имали, коментарите од овој тип се многу често токму Да, секој си е свој судија на... Да, чисто сакам да барем на своите лични профили. Да се оградиме од коментирање на конкретниот случај во детали, затоа што навистина истрагата е таа која што транспарентно треба да одговори дополнително одговорност да се види каде се направени пропустите. Дека има пропусти, има. Дека ова е 6-ти случај кој што Рековте од почетокот на годинава, од 26-та? Од почетокот на годината го броиме. Имаше многу случаи на сексуално наследство, семејно, фемициди. Ова е 6-ти официјален случај. Годината само што не започнува. Така што сведоци сме на протоколи, документи кои што ги имаме, меѓутоа многу слаба пракса. Праксата подвалува, пропустите настануваат во действувањето. Треба да се види, ако одредени протоколи не се соодветни, да се ревидираат, време и тоа да се направи, врз основа на истрагата, што е оно што е пропуштено, каде се недоследностите, соодветно и и да се тогаш на одговори. крајот одговорност. Кон кого треба да се впери прстот? Тоа треба да ни каже исходот на целата постапка, исходот на целата истрага. Мора да има Мислам некој дека- што не постапил или што не кренал телефон да Тоа е прати нешто, екипа. тоа е нешто кое што самата истрага треба да го даде како одговор. Тоа се стручни лица, тоа се вишти лица за кои што нели повикуваме и веруваме дека ќе дадат соодветен одговор, затоа што во делот на постапувањето мора да се види каде се направените пропусти. Кои се пораките, оние клучни пораки кои што наведуваат, нели, или кои што спречуваат, превенираат од насилство, имаат предупредувачки знаци, како што ги нарекувате? Она кое што го кажав значајно, во делот на семејното наследство не е приватна работа. Значи да го заборавиме тоа дека тоа е нешто кое што се случува во рамки на семејството и треба таму да остане. Одамна семејното наследство е јавно здравствен проблем, јавно здравствен приоритет на кој што сите треба да делуваме и да одговориме. Препознавањето, едукацијата и на младите, и на децата, меѓутоа и на професионалците во институциите, и одговорот во случај и на психолошко наследство, и на физичко наследство, на сите оние типови на наследство кои не се исто така видливи. Физичкото можеби кога ќе имаме одредена модрица, кога ќе имаме одредена повреда, ќе го видат здравствените работници, ќе го види некој во образовниот систем, може и ќе праша. Меѓутоа, што се случува со делот на психолошкото наследство, препознавањето во тој дел, тоа е нешто кое што дополнително треба да се работи, да се зајакне и да не се толерира. Едукацијата исто така подразбира и грижа за менталното здравје. Нудење на советувалишни услуги. Давање на поддршка на локално ниво. Ние како систем и како земја сме многу малку присутни во локалната заедница со советувалишни услуги кои што се потребни за жртвите на семејно и сексуално насилство, особено на децата. Тоа е нешто кое што исто така дополнително значи во исто време поддршка, меѓутоа и превенција за да навремено се прекине кругот на насилството. Како што кажа, во образовниот систем многу значајно треба да се воведат и содржини со кои што младите ќе
ќе се учат на конструктивни начини на комуникација, на Превенција и минување- едукација во училиштата. Превенција и едукација во училиштата задолжително. А се почесто ги има, тоа е изворот на деликвенцијата, на насилството, почнува токму од најмалите нозете, да не идеме се од тема во тема, ми тоа видовме пред неколку дена што се случи во едно скопско училиште. Повторно во делот на превенција и едукација, повторно во делот на системска соработка, мултисекторска соработка. Значи, сето тоа треба соодветно да се адресира. И апел, онако што го посочивте и вие, соодветно информирање кога имаме ваков тип на случај. Не сензација. Медиумите Далеко од тоа. едуцираат, медиумите даваат пример за одредено однесување. Обвинувања секако Да. нешто кое што не смееме да го дозволиме, да не се впуштаме во коментирање на јавните простори и на социјалните медиуми. Така. И ова е една од тие емисии каде што повеќе е едукативен форматот на емисии, отколку да правиме некаква сензација или да собираме поени на една или на друга страна. Матерска, ти благодарам што денеска беше моја гостинка да зборуваме за оваа тема која што е доста чувствителна и искрено не ми е драга многу да разговараме, и за гледачите исто така за слушање и за гледање. Сепак вие сте експерт на оваа тема и затоа сте повикани овде во ова студио. Благодарам за отстапеното време. Сакам да верувам дека нели транспарентност на истрагата и нека биде изведување последен случај за на година. правдата на виделина во најдобар интерес на сите жртви. Благодарам. Со оваа информација го завршуваме денешниот Аргумент Плюс. Јас ви благодарам на довербата. Од мене пријатно.